Ване, добро утро до колегите во режија, добро утро Македонија, добро утро до гледачите на македонската телевизија. Ете, за крај на ова издание на емисијата Македонија наутро, мини спортски блок, ќе зборуваме утро за кошарка. Требаше играчите на работнички да бидат со нас, меѓутоа им дадовме слободно, ќе ги поштедиме затоа што во 3 од претходните 4 дена играа интензивни надпревари со далеку посилни екипи од нив, со екипи со многу поголеми буџети во рамките на квалификациите за ФИБА Европа купот. Накратко ќе ги соопштиме резултатите кои што беа постигнати. Во ФИБА Европа купот во квалификациите играше и екипата на Феникс и уште еден наш представник, тоа е Боби Митев, тренерот на Сабах Баку. Ќе одиме редоследно во рамките на квалификацијскиот турнир кој се одржа во Скопје за ФИБА Европа купот. Работнички загуби прво од Рапид Букурешт во рамките на првото коло со 57 спрема 87. Салата во Кале, каде што се одигруваше овој турнир, беше исполнета до последното место и како да се деморализира публиката од тој резултат. Меѓутоа треба да знаат гледачите, треба да знаат љубителите на спортот, треба да знаат оние што го сакаат спортот и што ги посетуваат спортските надпревари, дека нашиот најтрофеен кошаркарски клуб играше против сериозни 3 тима кои што имаат сериозни средства и кои што инвестираат многу во кошарката и кои што се дел можеби не од елитата, меѓутоа сигурно од оној втори или трети ешелон на кошаркарски екипи на стариот континент. Потоа работнички се соочи со Сабах Баку, каде тренер е, уште еднаш ќе повториме, Боби Митев, македонскиот стручњак, 81-83. Имаше двоцифрена предност во текот на мечот во стартните минути екипата на работнички, меѓутоа не успеа да ја задржи контролата на резултатот и до израз дојде долгата клупа, дојде ростерот до израз, дојде до израз искуството и квалитетот на екипата на Сабах Баку, која се уште се уигрува и се уште го бара вистинскиот ритам. Работнички Гронинген во последната рунда во резултатски незначајниот надпревар, меѓутоа во спортот нема незначајни средби, 62 спрема 65 за задоволство, ако ништо друго спортско, за екипата на Гронинген, која што исто така е, нели, се разбира, еден од трите гости во Скопје, екипа која што се чувствуваше одлично, која што ја пофали организацијата на овој турнир. Сабах Баку, екипата од Азербејџан, каде тренер е нашиот Боби Митев, одигра против Гронинген, против работнички и против Рапид во последната рунда во дуелот за првото место. Практично Сабах славеше со 90 спрема 71 и ја покажа својата сила, покажа колку знае, колку може и колку умее оваа екипа. Во изјавите по надпреварот и играчите, но и нашиот стручњак, тренерот на Сабах, изјавија дека ова не е најдоброто од нив, дека ова е само почетен сегмент од новата сезона во која екипата на Сабах многу очекува, а и публиката во Баку исто така многу очекува. Ако таму предност имаат некои други спортови, како што се борењето и фудбалот, например, па дури некаде на третото или четвртото место доаѓа кошарката, сега по овие 3 победи, неофицијално дознаваме дека се славело низ улиците на Баку за овие 3 триумфи. Сега по овие 3 победи, публиката спортска во Азербејџан во секој случај со поинакви очи ќе гледа на кошарката, на оваа прекрасна игра и се разбира на играчите на Сабах. Во регуларниот дел во групата Сабах игра со Бакче Шекер од Турција, Морнар од Црна Гора и Нимбург од Чешка. Феникс исто така играше квалификацијски турнир во ФИБА Европа купот на Никозија на Кипар, одигра 2 надпревара, забележа 2 убедливи пораза од Керавнос 60-107 и од Росток 72-101. Росток и Керавнос, Росток како победник во групата, а Керавнос како среќен губитник се пласира во регуларниот дел од ФИБА Европа купот. Споменавме на почетокот дека ги нема денеска кошаркарите на работнички, иако беа предвидени да бидат гости. Им дадовме слободен ден, се разбира во наводници, ќе им дозволиме да ја направат потребната рекуперација затоа што играат против Пелистер веќе утре сабота на 7 октомври во рамките на првата кошаркарска лига на Македонија, потоа гостуваат кај Чаир на 14 и на 21 е најголемото и единственото дерби во македонската кошарка, тоа е дуелот меѓу работнички и МЗТ Скопје Аеродром. Тимот на Феникс ја продолжува кошаркарската одисеја оваа сезона против Вардар во рамките на првата лига на Македонија. На 9 октомври го игра прволигашкиот дуел. Тука некаде ја заокружуваме кошарката која што е за нас, која што е од нас, македонска. Ќе се одјавиме во овој кошаркарски блок со информацијата за стартот на Евролигата во рамките на првата рунда.
екипите на Црвена звезда и на Партизан од регионот, кои што се интересни исто така за нашата публика, одиграа различни надпревари. Црвена звезда убедливо славеше против Асвел со 94-73 на отворањето на новата сезона, во која цел на двата белградски тима е пласман на финалниот турнир, додека Партизан загуби на гостувањето кај Макаби со 96-81, меѓутоа и покрај овој пораз се уште е рано, се уште е првото коло, екипата на Желјко Обрадовиќ се уште е сериозна и покрај промените што ги имаше во ростерот, исто како што имаше и тимот на Црвена звезда, и до крајот на сезоната сигурно овие два тима ќе бидат мощни конкурентни за пласман на завршниот Final Four турнир. Панатинајкос и Олимпијакос од регионот исто така две интересни екипи, две екипи кои што се основачи, кои што се градители на кошарката во Европа, на Евролигата особено, некогаш купот на европските шампиони, ќе се соочат во големото грчко дерби, па единственото грчко дерби во грчката кошарка, се разбира, од 20 часот и 15 минути. Ване тука некаде се одјавуваме на тема кошарка, ти останува уште да ја одјавиш емисијата.